Слушнав дека си тажен, си загубил верба, си станал лажен. Затоа јас сум тука за тебе, да знаеш јасно колку си вреден. Среќа и љубов во секој човек, за подобар свет во овој наш век. Дали сте се заинтересирале за подлабоки и суштински теми? Дали сте предпоставиле колку е важно како се храниме? Дали спортувате, пеете, танцувате? Дали се запрашувате како да си го направите животот посреќен? Дали сте ја започнале потрагата по себе си? Емисијата која ќе ви даде идеи и мотивација, која ќе ве разбуди и насочи по патот на вистинските вредности. Тоа е новото кул и младите веќе го живеат. Бидете своји, пронајдете се, следејќи ја новата емисија Исполнета со среќа. Со љубов, Стефанија. Нема да дознаеш, тоа сигурно знам, како да препознаеш кога некој те сака без крај. Нема да дознаеш, тоа сигурно знам, како да препознаеш кога некој те сака без крај. Има ли сјај во твоите очи, штом во мене скришно ке погледа? Има ли сјај во твоите очи, дали и тие ништо не разбират? Треба да размислиш сега, мораш да сватиш сам. Треба да одлучиш брзо, не ти е лесно, знам. Безнадежен, заврти се, ако треба разбуди се. Биди фин, биди љубезен, за да не си безнадежен. Безнадежен, заврти се, ако треба разбуди се. Биди фин, биди љубезен, за да не си безнадежен. Нема да дознаеш, тоа сигурно знам, како да препознаеш кога некој те сака без крај. Нема да дознаеш, тоа сигурно знам, како да препознаеш кога некој те сака без крај. Има ли сјај во твоите очи, штом во мене скришно ке погледа? Има ли сјај во твоите очи, дали и тие ништо не разбират? Треба да размислиш сега, мораш да сватиш сам. Треба да одлучиш брзо, не ти е лесно, знам. Безнадежен, заврти се, ако треба
Поздрав до сите гледачи на оваа емисија која има за цел да буди. За да ја пронајдеме сопствената среќа, треба да започнеме со подредување на нашиот живот. Најпрво со нашата исхрана. Потоа следуваат спортските активности кои ќе ни го раздвижат и активираат денот и на трето место, но секако важно е пронаоѓањето на слободни активности кои не прават исполнети. Секој може да се пронајде во различна област. Со ова исполнување на сопствени желби ќе имаме мотив за посветување на нашата професија и до себе реализација. Мој денешен гостин, кој ќе ја спушти маската на оваа сцена, е Александар Димовски, повеќекратниот државен првак во кикбокс и репрезентативец во бокс и кикбокс. Епа, добре ми дојде во мојата емисија, Александар или Димса по наше. Јас сакав да повикам човек како тебе затоа што си пример кој покажува како треба еден спортист да има однос кон спортот. Тоа беше мојата идеја зашто јас всушност те повикав во мојата емисија, затоа што како мој тренер на некаков начин јас веќе сватив што се правиш. Но да не те опишувам јас, како ќе се опишеш ти со твои зборови? Кој е всушност Александар Димовски? Што се правиш ти? Прво благодарам за убавите зборови, после исто така да се заблагодарам за тоа што ме повика да бидам дел од твојата емисија или шоу со Љубов Стефанија. Сега, како би се опишал јас? Со мои зборови, јас пробам да бидам скромен. Не знам сега колку ми успева тоа, меѓутоа во спортска смисла да бидам скромен, да не се експонирам многу со зборови, него со тренинг и со надпревари, па нормално резултатите да бидат тие кои ќе говорат за мене и за моите успеси, а сега како тренер и за моите студенти. Накратко. Кажи ми, дали твојата детска желба беше всушност да бидеш тоа што си денес? Што сакаше малиот Александар да биде всушност? Мислам дека од најрана возраст љубовта кон боксот пред се ја имам. И сега нормално како мали деца нормално сите во склоп со средината бираме што и како ќе тренираме. Почнав со фудбалот, али тоа беше мал излет и на 13 годишна возраст почнав со боксот. И затоа мислам дека од кога памтам за себе ја имам оваа љубов, па еве и сега, после повеќе од 20 години, мислам дека уште со истиот жар Дори со уште поголем жар. Па, можам да речем дека моментално и уште поголем. Па и тоа е карактеристично за тебе и доста мотивирачки е што после 30-тата, да кажам, се мотивира уште поактивно да вложиш во овој тип на спорт. Објасни ми го точно тој момент за како што кажуваме, значи возраста нема граница, според мене. Објасни го точно тој момент на искуство, дека всушност ти тоа искуство го пренасочваш сега во уште подобри резултати. Па баш така, значи искуството е најбитната работа во секој спорт. Со сетото поминато зад себе, значи сите тие борби, сите тие тренинзи, припреми, сите тие работи, искуствата од повреди, од слични работи, го носат сетото и потоа си едноставно поспремен на подруг начин ги прифаќаш и ги правиш работите. Потрезвено тренираш, потрезвено ги правиш припремите за борби, се трудиш да најдеш начин да работиш онака како што твојот организам, твоето тело реагира на сите тие припреми. И сето тоа е со искуството и со годините. Како сметаш дека
затоа што во последно време младите спортисти некако повеќе се форсираат. Што сметаш за тој момент ти? Дали треба всушност да се промени малку акцентот повеќе да се стави на повозрасните и на поискусните борци во твојот случај или спортисти, затоа што тоа што се случува во моментот го сваќаме и многу, како да кажам, значи посклоно на повреди кај младите, затоа што тие не се искусни, еве во твојот случај како тебе, и можат повеќе да имаат повреди, да прават повеќе грешки. Што сметаш дека треба да се превземе? Како да се привлече вниманието кон повозрасните и поискусни спортисти? Како да се направи тој чекор? Па, видете, спортот од секогаш бил и ќе биде на помладите. Меѓутоа, поискусните спортисти мора да бидат присутни тука, баш заради тоа искуство кое го имаат, да го пренесат на тие, да најдат начин, да му го укажат правилен начин, да му го укажат на тие млади спортисти, за тие млади спортисти да не ги прават грешките кои сме ги правеле ние. Сега, сето тоа треба да се прави спрема мене, најбитно е да се научат младите спортисти на основите на било кој спорт. Значи, еве, како земиме на боксот или кикбоксот, мојот спорт, мораме најмногу внимание да обрнуваме на основите на спортот. Значи, постепено да се гради, да не се брза, пошто сега моментално во светот на спортот гледам сите сакат да го скратат напорот и да стигнат до некој успех што е можно побрзо, меѓутоа спрема мене тоа не е баш така, е грешно и најбитно е основите да се вградат во секој еден млад спортист, па после натаму иди се. Кога сме кај успесите, кој е твојот најголем личен успех? Па вака, од спортска гледна точка, не би издвоил некој успех како освојување на некој турнир или учество на некој првенство, него личен успех го сметам тоа што и на ова најголем успех и на оваа возраст успевам да бидам во врвна форма, да се задржам, да бидам репрезентативец на државата и да ја представувам на големи надпреварувања. Тоа ми е некако како моментално како најдобар спортски успех. А инаку надвор од спорта нормално најголем успех си ја сметам мојата фамилија, моите дечиња, тие ми се. Тоа е тоа, всушност тие те држат кон вистинските вредности, затоа што нас основна мисла ни се вистинските вредности, затоа што ако ги избегнеме, веќе патот ти се пренасочува во друга насока. Кога споменуваме веќе возраст, ти не кажа на која возраст си. Па добро, имам 34 во 35 оваа година, така да се мотивираат сите кои се после 30-та да спортуваат активно, затоа што не е доцна никогаш. Кажи ми, ме интересира дали имаш некој скриен талент, пример дали знаеш да пееш, да танцуваш, не знам, тоа е мојата тема. Искрено, надвор од спортот не... Си пробал ли некогаш? Не сум ни пробал и не знам дали имам некој скриен талент, а околу спортот играм и спорт, мислам и многу други работи спортувам, настрана од боксот и од кикбоксот, кошарка, фудбал. Значи, сепак и кошарка и фудбал си по тимскиот спорт. Да. Сакаш да се дружиш, освен индивидуалниот бокс. Па добро, нашиот спорт го викаме индивидуален затоа што нели кога ќе влезеш во борбата си сам на себе, меѓутоа сепак не е баш индивидуален бидејќи тренинзите и припремите мораш да ги работиш со некој тренер или со некои партнери кои ти помагаат, така да ништо сам не можеш. Се е соработка. Објасни ми нешто повеќе за боксот прва, потоа за кикбоксот, затоа што ме интересира другата страна, на филозофската страна на самиот бокс или кикбокс, затоа што кога ќе се спомене самиот спорт, делува многу поагресивно отколку што всушност е. Па ќе пробам да малку до ближини кон ќе пробам да доловам. Бокс, да. Колку што ќе можем. Да,
на прва рака делува агресивно и луѓето знаат и погрешно да ги ценат тие вредности на тој спорт, меѓутоа тој е спорт како и секој друг спорт. Со тој спорт се гради, како и со другите спортови, се гради дисциплината и карактерот на еден млад човек. Нели, спортот како спорт, без разлика дали е бокс или е фудбал или не знам што, пред се основа околу дисциплината. Значи, за да бидеш успешен спортист, треба да имаш една дисциплина, да се храниш правилно, да тренираш правилно, да одмараш правилно и сето тоа гради еден карактер, правилно го гради еден млад човек, така да исто како и другите спортови, така и овие спортови ја го градат карактерот и дисциплината, така да мое мислење е дека апсолутно нема врска мислењето на некои луѓе дека е агресивен. А од друга страна па мора да има некоја агресивност затоа што во борбите спортска, да, може да се нарече, спортска, да. сепак спортска агресивност затоа што во борбите мора да дојде до израз сепак тој дел од карактерот. Тој по нашки наречено е спортски инает, јас како Да, што сметам така дека да го за наречеме истото. спортски инает, да. Интересно. Колку млади има заинтересирани за овој спорт? Па во последно време доста е добар и поголем интересот во последниве неколку години. Боксот како бокс може би малку подзападна со другите помодерни спортови. Кикбоксот беше во една експанзија, па сега има некои модификации на сите тие спортови, некои мешани боречки вештини, тие се моментално како посакуван спорт кај младите, кога ќе станува збор за боречки спортови. Инаку, од моје искуство, еве сега, пошто работам и како тренер, задоволен сум од тоа колку се интересираат младите за овој спорт. Па ќе имаме прилика секако да ги посетиме и твоите часови по бокс и кикбокс и да ни презентираш поконкретно што значи секој чекор или секој елемент од спортот. Повторно се враќаме на тебе, лично твојот ден. Кажи ми како изгледа, која е твојата рутина во еден ден, да кажеме? Па вака, јас бидејќи како спортист сум се уште активен и то пробвам да бидам, како што кажав, на високо ниво. Меѓутоа сега исто така имам и фамилија, јас помнав и сум со стален работен однос и она максималното професионално ниво сега кај мене е веќе импровизација, затоа што не можам да го правам она како што сакам, затоа што го немам то слободно време како порано. Меѓутоа најдов начин како да ги издржам тие работи, инаку како би било, како би требало да биде и како би било порано, еден мој ден е буквално се е под контрола, значи од исхрана преку одмор и преку тренинзи, мора сето тоа да биде во одредено време. Исхраната да биде на одредено време, да биде правилна, нормална. Тренинзи да бидат минимум 2 пати во денот, по час и половина или 2, зависи. И минимум да има одмор, ноќно спиење од најмалку 8 сати. за да има каков таков успех. Колку го постигнуваш тој одмор ти во овој период? Моментално не можам баш да се пофалам, баш со тој одмор не можам да се пофалам, се друго постигнувам, значи и од тренинзи, и од исхрана, то не ми представува проблем, али со одморот имам проблем. Дали успеа тој спортски однос кон животот да го пренесеш на твоите деца и колку тие го следат твојот чекор и твојот пат? Па, мислам дека колку толку за старт да, затоа што нели прво сакав да видам дали самите ќе имат некаква желба за спорт, не ќе да бидам тој што ќе ги форсира. И да, еве син ми на пример е 11 години и е голман во ФК Пелистер. Керка ми иди кај мене во клубот, тренира кикбокс. Значи, добро почнавте. За сега е добро, да. Прекрасно. Кажи ми, што те задржа во Битола, зашто некако сите решија да се селат од Македонија, сите го бараат некако чарето надвор, и не го ценат точно тоа што го имаме тука, затоа што
Многу нешта имаме ние тука, во смисла секој доколку го прави тоа што треба да го прави и го реализира на свој начин, би биле посреќни. И кажи ми, кој е твојот став кон тоа заминување, зошто ти остана тука баш во Битола да живееш, тука реши да оформиш фамилија, не си заминал надвор, што е тоа што те задржа тука? Па најверојатно тоа што јас го работам тоа што го сакам и си имам задоволен сум од тоа што го работам. Најверојатно таа е причината и за која не размислувам да заминам од нашата држава. Не знам, тешка е ситуацијата. Јас ги разбирам и младите луѓе што сакат да си најдат подобра иднина, меѓутоа јас не размислувам се уште за таков потек и се надевам дека нема ни да направам таков потек. Е сега за поколенијата ќе видим. Да, за нема младите гаранција. генерации не можеме да... Па затоа еве се ангажиравме да ги мотивираме младите некако повеќе да си ја ценат земјата и да почнат да го прават тоа што го сакаат, затоа што доколку го правиш тоа што го сакаш, како што кажавме, секако дека ќе бидеш среќен на секаде каде што се наоѓаш. Имам уште едно прашање за тебе што мислам дека ќе можеш да ми се дефинираш како личност. Што подразбираш под твоите вистински вредности, како сметаш дека ние ќе можеме под тие вистински вредности да задржиме млади луѓе тука, во смисла со вистинските вредности како ќе задржиме младината и како ќе ги подсетиме за тие вистински вредности. Што подразбираш ти прво Па под вак, тоа? сега, едноставно, значи, под вистински вредности, значи, морално однесување, етичко, или 10 Божји заповеди. Доколку би биле колку што е можно луѓето би се придржувале кон тие работи, се би било полесно и поедноставно. Така размислувам, јас и гледам колку што е можно повеќе да се придржувам кон тие работи. Точно кој би бил начинот да ги доближиме тие до младите, затоа што некако имам чувство дека се изгубиле. Во смисла интернетот си го прави своето и тие 10 Божји заповеди некако како да избледнале. Кој сметаш дека е начинот ние тоа да го доближиме до нив? Кој е начинот? Па најверојатно е преку училиштето, најверојатно преку тие работи да се доближат што е можно повеќе децата, да се едуцират на таа страна што е можно повеќе за да ја сватат вистинската вредност, нели, да сватат зошто тоа треба така и најверојатно тој е начинот. И така, и кога дома ќе започнат помалку и семејството да го враќа наназад својот чекор во смисла кон тие вредности и да го работи тоа дете чекор по чекор, јас сметам дека би стигнале до нашата цел. Се надевам дека ќе биде успешна нашата мисија за враќање на тие вредности. А мое е да се заблагодарам за твоето присуство во мојата емисија. Имаш едно поклонче од мене. Тоа е албумот Ретроперспектива. Повели. Благодарам. И многу се радувам што ми беше гостин на мојата емисија, затоа што многу ми значи кога надежни спортисти го поддржуваат мотото на вистински вредности, на среќа, љубов и го водат начинот на живот како пример за следните млади генерации. Ти благодарам уште еднаш. Здравата храна стана мантра на новото време, но и обсесија зад која во се поголема мера се крие нарушување во исхраната. Почнавме да стануваме обседнати со начинот на исхрана, почнувајќи од тоа самостојно да се создаваат систем на прехранбени вредности, до тоа да одбираме диети ограничени исклучиво на здрави намирници. Дали ваквиот стил на живот им создава илузија на оние кои го следат, која помага да се решат проблемите со несигурноста, стравот од минливоста, смртта,
неспособноста на прифаќање на себе си и слично, дали личноста се обидува да реши многу подлабоки и често невидливи емоционални проблеми до кои тешко може да се допре, започнавме да тежнееме, да се чувствуваме чисто, здраво и природно. Бараме здрави и чисти намирници. Ги избегнуваме штетните намирници. Најчесто тоа е храна со пестициди, хербициди, генетски модифицирана, брза храна. Претендираме да конзумираме еколошки чисти и органски одгледани намирници и си наметнуваме ригидни стилови на исхрана, со контрола и тежнење кон перфекционизам. Настојуваме да победи живеејќи и хранејќи се здраво. Доколку конзумираме храна која ја сметаме за нездрава, чувствуваме грижа на совест. Со намера да се отфрлат нездравите прехранбени навики, некои личности паралелно развиваат и чувство на одбивност кон оние намирници за кои сметаат дека не се здрави. На почеток тоа се одредени продукти, а подоцна и цела група на намирници. Поголемиот дел од времето започнуваат да го трошат на планирање на дневните оброци, нивно приготвување и конзумација. Се јавува чувство на супериорност над оние кои нездраво се хранат. Медиумите и индустријата сето тоа го поддржуваат, преплавувајќи го медиумскиот простор со површни и лажни слики на успех, здравие и совршенство, профитирајќи на растот на стравовите и понудите на така наречените здрави модели на прифаќање на сето она што го загрозува здравието, изгледот и сликата за себе. Воедно, тие се преплавени со слики и модели на млади девојки и момчиња кои изгледаат совршено. Зад тоа најчесто стојат големи, внимателно разработени синџири на продажба. Се продаваат сите елементи на совршен имидж, неретко вклучувајќи и крајно произволни, недоследни и трендовски информации за здрава храна и штетна храна. Ова е факт дека сликата за здрава храна и здрав начин на живот станала искривена. Не е доволно кога ќе се рече дека треба да се јаде здрава храна, затоа што тоа не значи ништо. Затоа нутриционистите се оние кои мора да му разјаснат на населението што значи навистина здрава храна, инаку секој друг совет во оваа област би бил ирелевантен. Мора да го промовираме здравието и неговата заштита како основен дел од смислата на човечкото живење. Тогаш многу луѓе би требало да сватат дека подготвувањето на домашни оброци не е никако губење на време, туку тоа е поважно од било која друга активност која треба да се заврши во текот на денот. Засаденото семе го рти сонцето. Тоа расте и се развива повторно благодарение на сончевата енергија и водата. Кога човекот го консумира растението, го разложува со својата дигестија до ситни честички и на тој начин живее од акумулираната сончева енергија, а ги исфрла материјалните остатоци од храната. Покрај сончевата енергија, храната се состои од енергијата на секоја личност со која стапила во контакт од одгледувањето па се до конзумирањето. Така што ние не внесуваме само физичка храна, туку и мислите или психичката енергија на секоја личност која била во контакт со нашата храна. Според тоа, најчиста храна е онаа која се одгледува и подготвува со љубов. Еден нормален кикбокс тренинг стартува со прво со загревање, со загревачки вежби, значи мораме да го загрееме комплетно целото тело, од вратот, преку рамената, преку лактите, зглобовите, половината, значи сите оние школски вежби за загревање, башка и други вежби за загревање кои користиме ние во боксот и во кикбоксот. После тие загревачки вежби, кај мене, значи јас претежно работам систем од подолго загревање, значи тоа е различно, секој користи различно во денешно време, некој го скратва загревањето на околу 10 до 15 минути и потоа работат нормално комбинации или било што вежби.
за разлика од нив, мојот тренинг е старомоден. Таква ми е, нели, од постарите боксери во битола, тоа сум го научил и сега уште го држам. Моето загревање трае 40 на минути, значи минимум 30 до 40 минути во зависност нормално од временските услови. На лето сигурно го скратваме поради температурата, побрзо загреваме, а на зима нема шанса да биде помалку од 40 минути. После тоа загревање, кога добро ќе се испотиме, нормално ќе се истегниме и продолжуваме со вежби, значи секој тренинг е различен. Тренираме техника на удари, на став, на движење, тренираме со фокусери, комбинации на фокусери, тренираме комбинации човек на човек, значи спаринзи и сите тие работи, врејки, сите тие работи. И на крајот од тренингот нормално работиме стомачни мускули и стегнување. Сега понатаму, нели, тоа и ќе го демонстрираме како изгледа горе-долу еден тренинг со се загревање и со се сите тие инструкции од моја страна, ќе видиме како ќе се работи комбинации. Тоа е накратко околу тренингот, инаку како опрема, нели, во кикбоксот ние користиме бандажерите за заштита на рацете, нели, на зглобовите. На раквиците се истите тие од боксот. Користиме исто така во аматерскиот кикбоксинг, користиме и штитници за нозете. Тие се таму подоцна, ако можеме ќе ги снимиме, ќе ги видите какви се. Околу возрастната категорија нема граници, значи можеме со деца од 5-6 годишна возраст па до луѓе на 70 годишна возраст, значи нема такви предрасуди, некој е мал или некој е стар, или дали било тоа машки или женски, исто така, значи за женските, како кардио тренинг, нели, кој троши премногу калории, за здраво тело и за трошење на калории, мислам дека од овој спорт подобар спорт не може да биде. Така да такви работи нека си ги тргнат сите кои ги имаат тие предрасуди, нека повелат, нека пробаат ова што го зборам, да видат дали е вистина. И можеме да почнеме и со демонстрација. Значи го маваш удаш, се прајте рака толку, значи оп, и прајте кога. Оп, и прајте. кол, пап. Тоа е тоа. А инаку ударот исто како хоп, хоп. Сега, дењето ти е за време на удар. Значи, тука си вака на кај. Сиди коленото на кај, како право, коленото на кај. Не сега.
Лесно да спуштам долу раката, да не ми најави сега ќе мани. Директно рајка. Значи, она е ротација потребна за почетни за движење, треба да ја направи моментот. Значи, тогаш ще прави таа ротацијата. Што значи простувањето за еден човек? Сте се запрашале ли колкаво олеснување може да биде за нас, доколку си простиме пред се на самите себе, а потоа на нашите најблиски, кои свесно или несвесно ни сгрешиле. Со освестувањето на тие грешки и на нашите лични грешки, и при тоа гласно да се изговорат и споделат, доаѓаме до стадиум на свесност кој преку простувањето исполнува нашата подсвест со чиста љубов и среќа. Дојде времето кога треба да ги тргнеме маските од нашите животи и да започнеме да го променуваме нашиот живот со простување, затоа што сите имаме потреба од хармонија и балансирана среќа. Секој, доколку ја започне сопствената промена, ќе започне да зрачи и на другите луѓе, а среќата е заразна. Па со низиното ширење, загарантирано е подобрувањето на нашето општество. Јас лично ја симнав маската на сцената од мојот живот. Дојде твојот ред да го направиш овој чекор. Нема да дознаеш, тоа сигурно знам, како да препознаеш кога некој те сака без крај. Нема да дознаеш, тоа сигурно знам, како да препознаеш кога некој те сака без крај. Има ли сјај во твоите очи, штом во мене скришно ке погледа? Има ли сјај во твоите очи, дали и тие ништо не разбират? Треба да размислиш сега, мораш да сватиш сам. Треба да одлучиш брзо, не ти е лесно, знам. Безнадежен, заврти се, ако треба разбуди се. Биди фин, биди љубезен, за да не си безнадежен. Безнадежен, заврти се, ако треба разбуди се. Биди фин, биди љубезен, за да не си безнадежен. Нема да дознаеш, тоа сигурно знам, како да препознаеш кога некој те сака без крај. Нема да дознаеш, тоа
препознаеш кога некој те сака без крај. Има ли сјај во твоите очи, штом во мене скришно ке погледаат? Има ли сјај во твоите очи, дали и тие ништо не разбираат? Треба да размислиш сега, мораш да сватиш сам. Треба да одлучиш брзо, не ти е лесно, знам. Безнадежен, заврти се, ако треба разбуди се. Биди фин, биди љубезен, за да не си безнадежен. Безнадежен, заврти се, ако треба разбуди се. Биди фин, биди љубезен, за да не си безнадежен. Животот е боксерски ринг доколку не живееме по вистинските вредности. Сакајте, радувајте се, на малите нешта, затоа што се случува со причина. Со љубов, вашата Стефанија. Слушнав дека си тажен, си загубил верба, си станал лажен. Затоа јас сум тука за тебе, да знаеш јасно колку си вреден.